Може? И здраво, дечки, денеска. Да не се чуете, дечки, шо гледам, уствари тука имаме превју од самата камера. Уствари ја тука се гледам моментално во кадар дека сум. Здраво, дечки, добро дојавте на мојот канал каде креативноста и филмската магија се среќаваа. Јас сум тука да ве водам во светот на влогирањето и филмското создавање споделувајќи совети, техники и лични искуства од нашите сетови. На мојот канал ќе гледате кратки видеа, моменти што се случуваат за сцените на филмските проекти, како и практични водичи за снимање и монтирање на видеа, со акцент на креативност и уникатност. Без разлика дали сте искусен филмаџија или само љубител на визуелната уметност, овде ќе најдете инспирација и мотивација да го развиете вашиот креативен потенцијал. Добар ден, наши гледачи. Ова е нашиот официјален прв влог. Денеска снимаме спот со Мартијан Кириловски за неговата нова песна Удриме. Денеска ќе гледате многу ствари како се прави еден музички спот. Многу ствари што појма немате што се случуваат на снимање. Да го најавиме нашиот човек. Р. Петрушевски фиучеринг. Кипнаме не го мило прекина кивањето. Сцена 1 ја снимавме во елегантното лоби на Хотел Континентал. Со големите прозорци кои обезбедуваа драматичен извор на природна светлина за талентот. Сончевата светлина дента не послужи по истата ја лажиравме со светло од соседната тераса, создавајќи мек сјај кој совршено се комбинираше со внатрешната осветленост. Натре во лобито поставивме 4 светла кои беа поставени во форма фил, контра и позадинско 100 светла за плавиот материјал со цел да создадеме длабочина и напоредно го осветлиме талентот. Треба да ставиме батеријава се чарџа. Ова ни е сцена 2. Сцена 1 ништо не видовте кога касниме по скеџул поради технички проблеми со нашето време денеска, како што може да видите. И ако отворите на Apple Weather и на AccuWeather, ќе видите дека пуга сонце. Ја не знам од кај им се тие прогнози, ама денеска не се од сонце нема. Ова е нашето сонце денеска. Зборам со артистов нешто, викам што е со време во надвор, викам ќе има ли сонце? Има сонце ми вика. Гледам облаци фул. Хај викам има сонце. Еве го ми вика, се одбива само од некаде. Тоа светото, пука, бац, 500 вати до крај пуштено тука. Стига, мора да работиме. Скачаат невестата и младоженецот. Дечки, само ќе мора ги елиминираме јакните. Нема врска дека е надвор 3 степена. Тоа е цената која снимате музички спот во зиму. Викам на артистите, почекајте до пролет, до лето, викам бем болje ќе бидем све. Не, се брзаме, сакаме сега да вадиме песна, па викам тие се предизвиците. Камера. Овде е брато Трој. Овде е возот. Мора да го најавиме нашиот скала мајстор. Представи се. Здраво, јас сум Друид, скала мајсторот. Толку беше. Кратко и јасно. Представи се на камерите. Молуте. Кажи ми, дали си спремен да се качуваш на кров? Спремен сум да се качам на кров и да видам Супермен. Ништо страшно. Сега ќе видиме. Скала мајстор секогаш не гледа од високо горе. Земи си јакната, ќе не ја фрлиш. Обличи си. Секогаш колегијален, кога артистите им е ладно и се без јакна на снимање, сум исто така и ја без јакна да не се чувствува дека се само они без јакна. Фала. Не е смешно. Ау! Ништо страшно. Ниско е тука, нема кај леко не живее. Само качуваш луѓе по скалите. Идемо. Спајдермен. Сцена 3 беше снимена на покривот на хотелот. Користевме камера и дрон за да го сниме моментот. Тоа возможи динамична и впечатлива перспектива. Без дополнителни светла, природното осветлување беше единствениот извор на светлина, што даде автентичност и свежина на кадрите. Оваа сценографија создаде емоционална и драматична атмосфера, совршено прилагодена на чувството на слобода и височина, што сакаме да го пренесеме во видео. Господин човек, нема дама што нема да посака ваков господин. Повелете. Сала, не си треба. Алергичен сум фрли. Сцена 4 беше снимена на планината Скопска Црна Гора, каде талентот и моделот беа поставени во стар Мерцедес. За оваа сцена поставивме камера риг на автомобилот, што возможи динамични кадри додека се движеа по планинскиот предел. Пред самото снимање купивме цвеќиња за да дадеме дополнителен визуелен ефект и да ја засилиме атмосферата на романтика и авантура. Временските услови на планината беа како семафор. Сонце, ветер, облаци и студена температура се менуваа постојано, што донесе предизвик или визуелен ефект во сцената. Се тоа создаде една драма и емоција совршено прилагодена за естетиката што сакавме да ја пренесеме. Да.
да свртат некаде, ќе ме собере ли, ја може да се пикнем околу со нив. Не е Че ми ладно. светло тука лошо. Што ми па ја не ми се свија како изгледа. Речеме со се 3-4 веќе не знам кој 5 и поле, треба да стигнеме до 6:15 на следна локација. Моментално се наоѓаме у Пичковец. Учу, Скопска Црна Гора, рамно, топ локација. Немавме многу време за работа, многу интензивен скеџул, ова го снимам многу брзо, значи одвојувам многу од моето скапоцено време. Сам нема лично скапоцено време денеска на сетот. Сега да ја пуштам кола, се загрееме, значи надвор беше минус 3-4. Може видите по нас дека носов урла и пичиме на следна локација. Се надам таму дека ќе имаме моца поше време да ви снимиме behind the scenes. Се гледаме. Ајде, даваме втора шанса сега да се представиш. Добро вечер. Јас сум Ева Пауновиќ. Доаѓам од Куманово. Те молам немој вакви. Значи не можу. Продолжуваме со снимање у Берберница. Те домра со конјари. Ајде, пушти. Од таа страна, десна. Беше што беше, завршивме, идеме на последна локација за денеска. Видите, ручекот за денеска што е. Big Pack. Дечки, официјално day one завршен. Утре имам уште 2 сета и тоа е тоа финито. Намерно ги поделивме работите ваку 2 дена, зашто стварно не се стигаше во еден ден да завршиме све. Чекајте малце, се мора да го отпакувам ова аранчето. Па тоа е тоа. Као што можете да видите, дававме максимален ефорт да видите што се случува на снимање и да ви снимиме што можеме повеќе. Треба да се уходаме во, да може повеќе да споделуваме. Ние од Сабајле сме нерасположени личности, не може да комуницираме. Да, тоа е многу точно, но имавме многу тесен скеџул и немавме баш многу време за да ви доловиме што стварно се случува позади камерите. Ништо, тоа е тоа, дечки, се гледаме во утрешниот ден и да го завршиме овој влог. Сонце, дечки, сонце! Може би на првиот снимачки ден не беше вакано. Денеска рока времево 22 степени надвор, пролет официјално вајда. Снимаме втор ден од спотот Удриме за Мартинијан. Втор ден снимачки заборавивме да го снимаме влогот. Сори, дечки, fun fact, истите цвеќиња што ги купивме на првиот снимачки ден на потот на гробиштето во Бутел за 100 денари, целиот букет од кај старата бабичка, истиот тако го купивме за 700 денари на Цветен пазар. Дента имавме 2 сета артистот на мотор и локацијата Козјак со инструментите. Ден 3 од снимањето на спотот. Утриме со екипата спремни со мерачот. Мери мајкуто. Нема метро што може да го измери IQ-то на овој господин до мене, значи доктор на наука. Го извади зајакот. Од тука ќе го извадат. Сензитив контент. Било каква прослава дојди си во Фокабо, ги имаат најдобрите сакоа и најдобрата опрема за било каква свечена прослава, моментално на ексклузивна промоција до 30% на целата колекција. Прв спрат горе на ГТЦ. Здраво, дечки, јас сум Филип Шутаров, или познат како Шуц. Денеска сме тука на последните тейкови од спотот на Мартинијан. Многу интересно испана. Прв пат сум као модел, односно втор пат у Хиена бев, за тие што знаат. Стафановите. За фоловерите. Кадар еден за денеска. Маше. Добар дан и добродошли во нови видео. Шнајдер од наш за денеска. Моето метро, моето сако и ајкосот. Пишете али вози Fiat Punto. Па... Нула. То прва автопут. Пошто жена може маж да го направи богаташ, ако е паметна, ама ако е глупава, може да го направи сиромав. Као беше тоа? Бриж. Дајме бип. Нема да знаат која е за Fiat Punto да гем Никој не знае за Fiat Punto во Скопје, што ти кажам, брат? 1500 евро од Милано. Види ја, оригинал. Кај има го? Таа нашата да, бе. А кај се парите на? Не знаеме, брат. Уложивме опрема, брат, опрема. Купивме светла Ги дававме за вреќер, јаме што остави.
No cap. Најдобрите ствари во градот. Знаете, дечки, дека без ова не можеме да го затвориме нашиот влог. Ending point. А сега идеме да исталбанаме. Моге. Крај на видеото сакам да го искористам да одадам почит на сите загинати во несреќата што се случи во диското во Кочани и да пренесам едно сочувство до сите фамилии кои беа погодени со истиот настан. Се надевам дека вакво нешто нема никош да се повтори, нека почиваат во мир.